Здраво, здраво, драги гледачи на Еманет, еве на повторно во една лайв дружба заедно со доктор Жарко Кустик. Ние остануваме нели онако што го ветивме. Здраво, здраво Жаре и како си? Здраво, здраво Наде, здраво до гледачите. Добар, фала, еве. Едноставно се обидуваме да го направиме денот и времето најдобро што може да биде. Да, знаеме во каква ситуација се наоѓаме и навистина е жално, но сепак со стискаме палци дека сета оваа ситуација ќе помине. Жаре, како за самиот почеток, нели, како што спомнавме и ситуацијата, знаеме дека можеме нели да дојде до депресија, до нервоза, како да го надминеме сето тоа и да останеме смирени? Да, денеска збориме за минатото. Минатото влие врз нас. Ја претходните едни лајвови зборев на тема умот, дека тој снима слики, дека снима записи од сето се случува. Имаме записи од убави моменти, имаме записи од неубави прилики. За жал, стравовите, негативните мисли, негативните идеи, негативните чувства се снимки кои што веќе ги имаме во нашиот ум. И колку по-негативни работи во животот човекот искусува, колку повеќе разочарување добива, толку пониско и пониско се наоѓа по скалата на емоција, една скала емоционална, каде што кога човекот ќе падне многу пониско, да кажеме, на таа емоционална скала, едноставно не ја гледа убавината веќе на животот, поради тоа што веќе е симнат многу подоле. Така да минатото ни тежи, го носиме на грб, особено разочарувањата и неубавите моменти. Така. Како што ја кажете, денес зборуваме за нели за емотивните рани и болните искуства од минатото, како да ги залечиме и како да продолжиме напред во животот. Сега вака, значи постојат различни причини поради кои може да се случи нели минатото и кои што спомени кои што секош може да не навраќаат на минатото. Овде на пример може да биде некоја долгогодишна врска, брак, потоа разочарување. Ајде да одиме се поред. На пример, за долгогодишна врска или брак, во еден миг се распаѓа. Секако, нели, имаме тага во себе и сме тажни. Како да продолжиме напред и едноставно да не се обвинуваме самите ние дека ние сме нели виновни, а дека животот продолжува и не смееме да го испуштиме. Гледе, секое разочарување кога ќе вложиш многу енергија во нешто. Така луѓето вложиле во бракот енергија, тој како да градиш куќа, ја градиш, се вложиш, тоа ја градиш со раце. Немаш ни помош, така во бракот. Да. Така да кога ќе вложиш нешто со своја енергија, кога ќе сакаш да го ставиш на здрави нози, кога ќе видиш дека кула од карти ќе падне, човекот има тенденција да се разочара, но она што можеме да научиме од целата идеја е дека доколку научиме од некој пораз, не мора да го земеме како пораз. Треба да видиме што е тоа што не било исправно у тој момент, што било неисправно од наша страна, што било неисправно од страната на другиот. Можеби не знаеме како да одбереме партнер кој што ќе соодветен на нас. Можеби едноставно се одбираат партнери кои што знаеш, таа подсвест те дера да одбереш некош партнери кои што не се најдобри за тебе. Може тој партнер те потсеќа на некого. Види, ја еднаш зборев за, можеби тоа ќе убава тема да збориме за 3 типови на љубов, можеби тоа не е темата за моментов, но има 3 типови на љубов. Еден тип на љубов е реактивна љубов, каде што луѓето се караат, имаат кавги, имаат љубомора и они мислат дека се сакаат во тој момент, но дефинитивно тоа е деструктивна љубов. И поради таа љубов и поради таа конфузија, ајде да кажеме од љубовта, човекот да мисли дека сака некого, му суштина станува збор за некоја деструктивна игра каде што ти не можеш да бидеш среќен, другиот не може да бидеш среќен. Секогаш им викам на луѓето во играта мора на крај да го добиете пехарот, мора да се вложите и да добиете нешто за возврат, затоа што ако сте во некоја игра каде што играте, ама каде што не ги знаете правилата, каде што некој ти ги менја правилата, каде што на крај имаме пехарот и на крај, ако не го добиете пехарот, за џаби играте, ако не добиете медаљата, за џаби играте. Луѓето сакаат предвидливи игри, сакаат игри каде што ќе имаат стабилност, каде што знаат за што играат и знаат која е целта. Така да можда ако станува збор за некоја раскинување, некоја врска, можеби не знам, можеби едноставно се погодиле дека двајцата не се еден за друг. Так. Ја прво би им предложил да работат еден на друг, но ако дефинитивно решиле дека не може, тогаш, знаеш, треба човекот да свати дека има и наредни обиди. Но ако ти дозволиш тоа минато да влие врз тебе и да ти стане терет, тогаш многу често луѓето идните шанси ги гледаат со скептицизам. И ги пропуштаат. Кој што имало некој разочарување се наредните дечков се ги поистоветува со претходната врска, се вика пак е види исто. Ете не може да се најдеш дечко како што треба во Македонија, вака е, онака е. Тоа е минатото кој што више влегло во твојот карактер, во твојата психа, во твојот ум и влие врз тебе како ќе гледаш некој нешто. Така да тоа го збораме дека искуствата негативни не смееме да дозволиме да влезат у
нашата психа, нашиот став, тие влагаат у нашиот ум, но не смееме да дозволиме тие записи кои што во умот се регистрирани да влијаат на ставот кој што ќе го имаме кон животот, кон играта, кон наредните врски, кон наредната работа, може би сте добили отказ и така натаму. Треба да го задржиме позитивниот став. Се додека го задржуваме позитивниот став, ние ги контролираме тие негативни искуства. Кога ние ќе го смениме ставот, ние ги користиме нив како оправдание дека ете не можеме да успееме, така морало да биде, овдека не знам, нема иднина, нема среќа и така натаму. Тоа се све оправдание поради тоа што човекот прекинал да верува во љубовта, прекинал да верува во доброто, прекинал да верува во иднината. Така, значи ние не треба да се подценуваме самите себе или да се променуваме за некој друг. Нели, да, во љубовта се дозволено, сепак треба да има граници, доколку не се почувствува веќе таа љубов помеѓу двајца партнери, треба и двајцата да бидат нели свесни за сето тоа и дека подобро е да го пушти за да биде среќен отколку да живеете нели во тој кафез, да речам, без емоции, без чувства и без љубов. Така, нели? Види, има начин како релацијата да се искрира. Ја пак ќе кажам, значи имавме многу емисии на тема како стварно да видиш кој е вистинскиот партнер за тебе. Знаеш, можеби имате некои луѓе кои што едноставно изборот е направен врз база на некои емоции кои што можеби не се вистинските емоции. Многу често луѓето ја мешаме емоцијата за нешто кое што леле, мислиш сега ти е ова љубов или така натаму. Има така да од тој аспект треба да сватиме што е тоа кое што треба стварно да го има другиот партнер или ние што можеби он бара да му даеме нешто кое што ти не можеш да му го даеш. Воопшто. Можеби тебе ти треба нешто кое што едноставно не може да ти го даде. Треба се потрудат луѓето да видат што е тоа што на другиот човек му треба и да се обиде да му го даде, затоа што на почетокот на врската секогаш е така. На почетокот на врската што правиме? Ти сакаш да му даеш тоа што другиот ти треба. Ќе види дечкото, девојката ја носи на театар и отвара врата од кола, љубезен со незините. Ама што се случува? Потоа ништо нема од тоа. Потоа нема ништо, знаеш зошто? Наде затоа што кога човекот ќе добие нешто, он го зима здраво за готово и кога ќе го земеш нештото здраво за готово, не го цениш веќе. Немаш почит кон тоа. Исто и со работата. Ќе видиш на почетокот луѓето на работното место колку се со жар, ќе се вложат, ќе дадат се од себе. Не прашува плата кога ќе стигне. Тоа е волноста, тоа е убавината на почетокот и после он знае дека нема да изгуби работа без разлика дал дојде у 9, у 8, си оди у 3 или у 5 и он ќе почне да не го цени тоа, поради тоа што го има. Многу често тоа се случува, ќе му ставиш на некој прстен на раката и после мислиш дека на автоматизам ќе оди таа врска. Таа врска нема да оди на автоматизам ако не се креира. Се што се креира ќе трае. Се што не се креира нема да трае. Да, и треба нели и труд за сето тоа да апсолутно од двете страни. Така. Жара многу е тешко на пример кога некој близок ќе не повреди и веќе ги губиме нели неговите контакти, но еве може да се случи некош во животот таа личност да ја сретнеме на улица. Да се соединат тие погледи. Како да научиме да простиме? Па гледи, ја мислам дека разбирањето е во основа на слободата. Се додека не ги разбирате луѓето, нема да ќе си ги зимате работите многу лично. Ја, на пример, луѓето многу сакам да ги научам за умот како функционира, затоа што тоа е клучот за секој човек. Замислете, умот снима слики. Така, се е снимено во нашиот ум. И замислете, сте виделе некоја ситуација зашто како старееме наликуваме на нашите родители? Некојаш ги кажуваме истите зборови како нашите родители. Некојаш ги сакаме истите работи како стануваме копија некојаш од родителите. Девојкава ќе се наљути исто се однесува како мајка кога е љута, или дечко се однесува како татко му кога е љут. И сега, вие од такви афектни состојби кажувате некојаш зборови со кои што сакате другиот да го повредите, ама видите, другиот човек ќе се повреди дефинитивно затоа што зборовите не треба да ги кажеме тие што повредуваат. Поради тоа што не е убаво никој да слушне повредливи зборови и не треба да бидат кажани. Но замислете, имате човек кој што знае за умот и кој што знае дека умот на човекот снима слики и дека знае многу често дека тоа баш што и било кажувано на личноста, кога е нервозна, баш тоа го кажува на други. И сега замислите, имаш дечко и девојкава станува љута и почнува да му збори многу деструктивни работи на дечко. Ама дечко му ако знае за умот, знаеш која ќе му биде реакцијата? Веројатно ќе му биде реакцијава следнава. Си вика, се мислам кој има зборувано вака на неа. Колку греота што некој вака ја едуцирал неа. И он не мора да си ги земе лично тие зборови.
Не, ако го знаеш како умот функционира, тебе ќе ти биде на некој начин секаш, вау, баш ми е криво што некој така се однесувал кон него, па се он ми ги кажува тие мене гадости. Че мора он да ги слушнал од некого. Ако имате познавање за работите, нема лично да си ги зимате работите. Поради тоа што знаеш дека тоа нема врска со тебе, ти можеби си провоцирал нешто. Ама гледај, он више во себе го има тој гнев од некаде. Ги има тие зборови од некого. Многу често ќе видите децата кога се караат со својата сопруга, ги зимаат жаргонот и говорот кој што таткото го имал кон незината мајка. Или може и девојкава да биде во идентитет на таткото. И она да се однесува така доминантно кон својот маж, се викаш, кој правил вакво животот? Кој ја едуцирал неа вака? Може да имате некоја мајка која што е едуцирана од својот татко, дека знаеш не смее да е не смее да е мрзлива, мора да работи. И сега она го има тоа снимено во незиниот ум, тоа е образец во умот. Го викаме реактивен ум. Реактивен ум затоа што се реактивира, на дразба се реактивира. И сега мајкава го гледа синот 5 минути како одговара, ајде, нема одмор, ајде фаќај се за работа. И сега она е нервозна ако детево малку направи пауза. Зашто незиниот ум, татко ја едуцирал дека она никако не сме да направи пауза, дека мора секогаш да биде во работа. И сега гледаш дека ти жената под влијание на зборовите од дедото, фактички од таткото незин, тоа се повтори. Тоа го пронесува на својот син. И сега, ако синот го поприми тоа од неа, дефинитивно ќе се однесе он кон своето поколение на тој начин. Но ние не треба да сватиме дека умот е свој многу интересен механизам. И дека умот, ако го разбереме, ќе можеме да ги разбереме другите луѓе, да сватиш дека тој си има проблеми. Многу често сами со себе си имаме проблеми. И ние кога си имаме сами со себе проблеми, им правиме проблеми на другите луѓе. Кога ти имаат проблеми сами со себе, ни прават проблеми на нас. И сега си имаш двајца луѓе, каде што едниот укавгава, го драматизира таткото, она го ја драматизира мајката укавгата, и имате сега 4 луѓе што се карат, не се двајца. Он со татко му дошол на кавгата, и она со мајката дошла. И сега ти имаш сцена каде што имаш групна кавга, не за двајца. Да, конфликт. Ама ова треба човекот да го знае за умот, за да свати, за да има контрола врз тоа. Како да реагира врз одредена ситуација. Точно, затоа што гледај, наде ако човекот знае дека умот снима слики, дека мора тоа да е кажано на неа. Така мора да ја кажам. Замисли децата се прекрасни, децата се со толку сигурност и самодоверба. Ќе има некоја баба ќе му ја напуни главата, за никаде си, не те бидува, не знаеш си, глуп си, треба ќотек за тебе. И сега он со тие образци у неговиот ум, како ќе се однесува како возрастен, ќе мисли дека е глуп, ќе мисли дека е за ќотек, ќе мисли дека секој ќе упрскува работата до крај, тоа му се мислите него. Да, ќе има предрасуда. Ќе има предрасуда за себе. Ќе има предрасуда за себе, точно. Ќе има негативен став за себе. Негативните ставови за нас никогаш ги немаме како деца. Децата секогаш имаат позитивен став за себе. Нашите негативни ставови ние ги добиваме од околината. Така. Жаре, ти самиот спомна нели дека емотивните рани може да ни бидат товар низ годините. Дали војнина може да ни предизвика да се чувствуваме депресивно, вознемирено? Да, може. Точно тоа ги вознемирува луѓето. Гледај, кога човекот ќе загуби некого, таа траума краде дел од неговата животна сила. Да објасниме вака, човекот е духовно битие. Има животна сила во тебе. Речеме, секој човек се раѓа со различна животна сила. Луѓето не се исти кога ќе се родат. Некој се раѓа со поголема енергија, друг се раѓа со пониска енергија, но она што се случува, тие товари, тие разочарувања, тие загуби, крадат дел од нас. Колку често ќе видите некој човек толку е среќен, високо, не дај Боже ќе му почине еден близок, уште еден близок, и он ќе спласне со емоциите. Поради тоа што тие трауми украле дел од него. Таа негова позитивна енергија е заробена во тие негативни случувања. И тоа е тоа што го работам на дејан со луѓето, им помагам како да се ослободат од тие трауми. Има точна техника како се ја вратат назад енергијата, како се ја вратат позитивниот став за животот, поради тоа што тие трауми влијаат на ставот, формираат ставот на луѓето. И тука е клучот. Кога ќе се формира ставот, више човекот ја губи контролата. Ако негативен е ставот, ја губи контролата врз животот. Так. Ставот на човекот е многу важен да остане добар, да остане позитивен став. Зашто ако го смени човекот ставот од добар у негативен став, тогаш ќе има проблеми со се останато.
Ако човекот има негативен став кон животот, ќе има проблем со животот. Ако има човекот негативен став на тема жени, он нема да има ќе има проблем со жени. Или ако девојче има негативен став на тема машки, брак или што и да е, ќе има проблем. Така да. Добро да, патот нели да се извлече нели најдоброто од самите себе, од самите себе. Знаеме дека е долг процес, но сепак нели како што кажете со терапија може да се подобрат работите, Точно. а и секако мора да кажеме дека од твоите терапии има многу задоволни клиенти, кои што секојдневно се заблагодаруваат, па затоа јас како што кажам ти си секогаш тука, ти си нашиот спас од оние негативни мисли, оние трауми кои што навистина нели да се секако со твоја помош, но и со самите себе нели мора да си дадеме и ние поддршка на себе за да продолжиме напред. Жаре, зошто ние секогаш жалиме за грешките кои што сме ги направиле од минатото? Па, Зошто е тоа секогаш така? Да, затоа што умот, тие трауми фактички ни го крадат вниманието таму. Ајде кажеме имаме ние внимание. И вниманието или може да биде у сегашноста, или обично траумите ни го крадат вниманието и мислиме на нешто од минатото. Ке се случи некоја случка и ти сега не си тука и викаш што можев да направам, можев ли подобро, дал сум ја крива. Ти фактички мислиш на нешто што се случило пред многу одамна. Кајање е тоа фактички. Тоа прави што кајањето, си викаш што направив. Ама кога ќе почнеш да викаш што направив, ја враќаш сликата постојано, ја враќаш сликата постојано, ја враќаш сликата постојано. И ти враќајќи сликата ги враќаш и тие емоции од тогаш. Ги враќаш и се повеќе се обвинуваш. И се обвинуваш поради тоа што таа емоција веќе е таму. Таа жал е таму. Да. И се кога ќе ја вратиш сликава да ја разгледаш пак, направив, не направив, што можев да направам, ти ги враќаш и тие емоции снимени од таа слика, затоа што тие слики се снимаат 57 работи. Таа меморија, меморијата има 57 сензации снимена. Секој умот у 25 слики, прави 25 слики у секунда и у тие слики се снимени 57 работи, 25 слики у секунда, у сликите имате 57 перцепции, сензации. Меѓу другото и емоцијата. За ти кога ќе ја вратиш таа тажна слика, да ја разгледаш сега, секако дека ја враќаш емоцијата. Но она што е битно е човекот да свати дека иднината, животот е помеѓу сега и иднината. Животот не е у минатото. Животот не е у минатото, животот е помеѓу сега и помеѓу иднината. И ако постојано се враќаме на минатото, не идеме нигде. У суштина тоа минато не кочи и сака да ти каже пази да не сгрешиш пак. Еве ти е сликата, гледај каква лекција беше тоа, немој пак да бидеш храбар, затоа што гледаш, еднаш беше у брак, нешто се случи и сега се излезе затоа што тоа е опасна зона. Гледате, тој ум ќе не спречи баш да живееме како што треба. Многу често имаме нереални стравови. Многу често се плашиме од работи кои што не се случиле да не се случат пак. Ама тоа те лимитира у животот. Имаш некој дете ке го касне куче и сега не сака да чува куче. Или има девојка која што има куче и он е у паника кога е со девојка ви со кучево. Нешто затоа што минатото контролира. Така. Добро, и поради сите тие слики од минатото ние можеме да станеме и животен губетник, нели? Доколку секогаш ни се појавуваат тие слики во глава. Така? Точно е. Затоа што тие слики не влечат да не бидеме храбри. Тие слики не прават, тоа се сенки од минатото. Ја во една од твоја емисија мислам дека го дадов примерот како ловат риба на Тањаника езерото. Да, тоа беше навистина прекрасен совет. Ќе му го кажам уште еднаш за гледачите кои што се сега може се Може. Како ловат риба на Тањаника е многу пример. Тоа е езеро во Африка, каде што имаат два рибари кои што се у чамци и се раздалечуваат на 20 на метри растојание, повлекуваат јаже помеѓу двата чамци и даска стават згоре. За сонцето кога ќе удри даската да направи сенка, зидот сенка помеѓу даската и дното. И рибарите само веслаат кон обалата и рибите кога ќе дојат до зидот од сенката се плашат од неа, мислат дека е непробен зид и идат на обалата. И они само доаѓаат до обалата и рибиве тука се собираат затоа што мислат дека не може да поминат. И колку поблиску ќе дојат до обалата, рибите рипаат на песокот после и поминува човек со кофе и ги собира. Тоа не се случува, наде. Ние имаме сенки од минати трауми. Тие сенки те плашат, а му суштина се сенки. Така. И заради нив не можеме да живееме во иднината. Можеме да ги изгубиме сите оние добри шанси кои што животот нам ни ги дава. Ова е навистина прекрасен совет кој што навистина треба да го запамтиме и да знаеме како да продолжуваме напред со секој бол кој што животот ќе ни го донесе. Жаре, кажи ми, што доколку срцето е повредено? Како напред да оди?
Леј, пак ќе кажам, секогаш, како викаат, не можеш да се отвори нова врата пред тебе ако цело време гледаш вратата дали е затворено кој што веќе се е затворил. Да. Мора човекот да одлучи да донесе одлука дека нештото е завршено за да иде напред. Зашто се повеќе човекот се мисли сгрешив, не грешив, дал требаше, дал не требаше, нема никош да тргне напред. Кога ќе тргне напред, срцето ќе се опорави. Така. Затоа што има нови луѓе, има нова љубов, има нова енергија. Се доека човекот седи у едно место и не тргне понатаму, он седи у разочарувањето. Има многу убава приказна, еден мотивацијски тренер Боисон, каде што кажува, например, во затворот, наде многу убава приказна е оваа. Ама ова е почна приказна за се во животот. Вика, во затворот, кој има најголема моќ во затворот? И вика, дал се тоа луѓето кои што се директори на затворот? Вика, не, поради тоа што тие доаѓаат у затворот и си одат од затворот. Дал се тоа луѓе кои што се вработени таму и кои што се стражарите? Не. Тие доаѓаат, седат 4-5 сати, 8 сати, се одат после тоа дома, кај своите сопруги или кај сопруг, ако е жена. Вика, дал се тоа луѓето кои што служуваат краток рок на казна? Не. Зашто тие се у келијата, медва и чекаат да излезат и уопште не се посветени таму. Највише моќ у затворите имаат тие што имаат доживотна казна. Затоа што они немаат опција дека ќе излезат. И кога он више не мисли на ништо друго сем на затворот, он си ја прави таа келија најубава што може да биде. Зашто и се посветува. Видаш, се доека ти не донесеш целосна одлука, не можеш да се посветиш на ништо. Така да гледа колку интересно. Тие што се во затвор, да секогаш, он нема опција дека ќе излезе или не. И он не мисли дал ќе излезам или нема да излезам. Он си вика, окей, расчистено ми тоа умот. Не излегувам, дај се да се посветам на ова што е тука. А овие што знаат дека ќе излезат, си вика, шо ќе ја правам килијава, сега гледа ќе излезам за година дена, за 5 месеци. Не се посветува на тој момент. Така и у бракот, например. Сте виделе некој човек кој што не е одлучен дал ќе биде со жената или нема да биде, он не е креативен у бракот, зашто не е посветен. Зашто не донел одлука. Ти кога ќе пресечеш и кога ќе донесеш одлука, развиваш моќ. Затоа што посветеноста значи дека немам втора опција. Имаш некој човек кој што има една девојка, уште една девојка, се мисли сега која од овие две со ниедна не е и не живее и нема резултати поради тоа што не е посветен. Човека кој има на едно работно место има втора работа, се виделе колку не е више ефективен на првата работа поради тоа што више е somислитен надвор од работата. Зашто ви го зборувам ова? Затоа што се доека што се somислите на минатото дали сте сгрешиле, нема да сте посветени на иднината. Мора човекот да заврши со минатото. И кога ќе ја пресече таа одлука, кога ќе ја донесе таа одлука, он се фиксира на иднината и ќе има резултати. Жаре, како ние да ги препознаеме личностите кои што страдат од овие емотивни рани и болни искуства од минатото? Заради тоа што знаеме, например, дека некојаш знаеме многу добро да одглумиме дека ни е добро, нели? Па како да ги препознаеме? Како, на кој начин да ги помогнеме? Ја мислам дека комуникацијата има толку убава терапевтска моќ. Секако има техника, тоа е тоа што работам наде и го спомнав со луѓето. Да. Долго време работам со луѓето како да кажеме да ги излечат тие лузни, тие трауми од минатото, односно како да самите се охрабрат да тргнат напред у животот каде што стварно е животот, каде што е постоењето, каде што е иднината. Но доколку го немате некој човек кој што професионално ќе работи со вас, например, ја кога би бил со некој пријател во кафич, седам со него и ми збори, би го слушал со внимание, не би му давал совет. Би го изслушал. И само би бил, некојаш луѓето не бараат совет, некојаш луѓето зборат за да ги слушаш. Многу често луѓето само сака да си кажат. Многу често кога имаме некаква болка, некаква дилема, само ти треба некој да те изслуша. Нешто му кажа, слушај човек, те сваќам. Знам дека можеш и знам дека верувам у тебе дека ќе биде секако што треба. Многу често луѓето даваат совети и ги прекинуваат, го прекинуваат слушањето. Слушањето има голема терапевтска вредност, ако знаеме како да слушаме. Прекинувањето на другите луѓе да зборат нема терапевтска вредност. Така. Многу често ти сакаш нешто да му кажеш, абе ќе биде добро, чекај бе, абе ќе биде, не, остај го да збори. Ако збори саат време, нека збори саат време. Ако плаче, нека се исплаче. Само слушај и дај му потврда. Така. Слушај го колку и да треба да ти збори.
Океј, тој ден си ти за него таму и слушај го. Не му дајте премногу совети, зашто некојаш тој совет може да не е реален за него. Оставете го он да го најде решението. Секој човек си ги има своите решенија. Секој човек го знае тоа што треба да го направи. Длабоко во себе го знае. Така. Некојаш без разлика каков совет ќе му даеш, он ќе си го направи тоа што зацртал дека ќе го направи. Да. И имаш право, доволно е само да го изслушаме, па подоцна тој да размисли каде и што сгрешил и што треба да направи, нели, понатаму, за да му олекне на душата. Така. Жаре, како да не ја храниме осаменоста и како да изградиме нови спомени? Гледайте, тоа е убаво. Новите спомени се секој ден. Имате две опции. Умот снима слики. Секоја секунда. Не можеш да прекинеш да снима слики. Значи не може сега нашите гледачи да речат од сега не снимам слики. Сликите се снимаат. Тој ум работи. Тоа му е задачата на умот. Но гледайте, имаме нешто што го викаме временска лента. Временска лента е лента на сите записи каде што се складираат. Таа лента, што ќе биде на лентата зависи од вас. Затоа шумот цело време снима слики. Ако сте тажни, си седиш дома и по цело време си сам, тоа се снима на твојата лента. Или можеш да речеш, окей, сега ќе отидам во Охрид, па ќе отидам на планина, тогаш тоа ќе се снима на твојата лента. Да. Ти имаш одлука што ќе биде у твојот живот запишано. Тоа зависи од твоите акции. И многу често луѓето кога се тажни у некоја околина, променете околината. Ако си тажен у Скопје, ако сето тоа те потсеќа на дечко ти и станот те потсеќа на дечко ти кај што сте живееле по Кирија, смени го станот. Знаеш, имав дадена ситуација, моите родители почина па релативно млади. Куќата во која што живеев многу ме потсеќаше на дена нив порано. Секој ден кога доаѓав дома сам, имав мемории од нив, тага ми се враќаше од нив. Кога ја продававме куќата и кога се преселив во Соединетите држави, многу ми се подобрија емоциите поради тоа што немав меморија од нив. Така. Затоа што сменив околината. Зашто луѓето ќе отидат некаде на одмор, во Охрид, ќе отидат на Јадранско море, во Грчка, Бугарија, кај идат на одмор. Околината не е иста со таа околина снимена во нивниот ум. И да го прави своето. Ништо не ги нервира таа околина. Им ги стишува тие активирани слики. Зашто тие слики кои што ги носиме во подсвеста ни ги активира околината. Ако ти си цело време замисли некој девојче било со некој дечко кој што нисто вработно место работат и она секој ден го гледа. Тој ги враќа тие моменти. Дефинитивно има начин како да се ослободите од тоа и може да ме контактираат, но ако не знаат како да се ослободат, едно да работите е, окей, може да смениш околината, една нова работа, ако те нервира шефот на работното место. Окей, ако гледаш дека некој град не е за тебе, дојди во некој друг град кој што е за тебе, секојаш имаш мој избор. Луѓето, знаеш, многу често викаат, ама ја не можам, мене тоа ти е, демек, пишано, судбина, Ако така мислиш, така ќе е. Секојаш имаш избор што да направиш. Имаш избор да страдаш, имаш избор да го смениш. И да бидеш среќен. Така е. Изборот е секојаш нас. Зависно од изборот, тоа ќе се снима на твојот ум. Ако одлучиш да страдаш, тоа ќе се снима. Тие снимки од страдање ќе бидат во твојот ум. Ако одлучиш да идам понатаму, имам нови искуства. Така, можеби ќе се охрабри девојчево да влезе во нова врска. Ќе го има тоа во нејзиниот ум. Нема да има тагата од 3 години да се само обвинува дал направила исправно или не. Да, и сите тие спомени. Точно, за човекот да биде, ова е многу важно, мора да одлучи. Таа одлука мора да е јасна и децидна. Така. Жаре, само сакам да ти кажам, навистина ми е жал за твоите родители и за сето онако што ти си го преживеал за тие сите спомени, но јас знам дека тие те гледаат и дека се горди на тебе. Фала ти, Наде, фала ти. Жаре, како што и ти самиот нели сега кажа, дека емотивните рани и болните искуства секојаш ќе живеат, нели, со нас, секојаш ќе бидат позади нас, но ние сме тие кои што треба, главна улога, кои што треба, нели, да се потрудиме и да научиме да живееме со нив. Кажавме дека треба да бидеме, нели, истрајни, да имаме голема упорност. Друго кој што не го спомнавме, нели, за да научиме за да живееме со нив? За осоминатото? Да. Не е убаво да живееме со минатото. Убаво е да живееме со иднината. Видите, како живееш со иднината? Ти можеш да живееш или со минатото или со иднината. Како да живееш со иднината? Живееш со целите. Секој се бања кога ќе разбудиш, тебе целта те мотивира. Минатото не може да ти даде енергија. Минатото не може да ти даде енергија. Иднината ти дава енергија. Новата слика за иднината. Новата цел
те мотивира. Мотивацијата секогаш зависи од иднината. Ова е еден автор што го сакам, Хавард. Значи, он вели дека секогаш иднината не мотивира нас, не мотивира минатото. Ти не можеш минатото, и тоа е вистина, не можеш ти минатото да едноставно да од што ќе добиеш мотивација? Нештото што било убаво, окей, било. Многу често луѓето заглавуваат и во победите. Имаш некој човек кој што победил пред 3 години, уште ти збори за таа победа. Викаш, човек, ама до 3 години помина, дај нешто ново да направиме. Затоа што човекот може да живее и у победата од минатото, ама не живее сега. Или може да живее у поразот од минатото. Петер, идејата е, кога живееш у поразот од минатото, ни у победата од минатото. Не живееш у сегашноста и не живееш у иднината. Поентата е да живееш сега и у иднина. Животот се случува помеѓу сегашноста и помеѓу иднината. Не се случува у минатото. На минатото мораме да заборавиме. Така, за да направиме се за да бидеме среќни и да сме горди на сето она кој што сме го постигнали, конечно да речеме да, нели имавме болно минато, но еве сме сега каде што сме и сме горди на себе, нели? Многу е подобро како што и ти кажа, значи да живееме сега во моментот, затоа што знаеме дека животот е краток. Да не ги препуштаме сите оние шанси кои што животот ќе ни ги дава нам. Жаре да се надврзаме, нели, како што кажавме, знаеме нели во каква ситуација се наоѓаме, и дека сето она кој што може нели да ни предизвикаат некои депресивни мисли, очи. Што треба да направат нели гледачите за да ги поминат, за да ја поминат оваа криза? Знаеш како го кажувам тоа, Наде? Баш вчера имав лайв на кој што сакам и у овој лайв да го споделам. Е дека бродот тоне кога водата од околината ќе влезе во бродот. Бродот никогаш не тоне додека водата не влезе во него. Да. Луѓето тонат кога искуството ќе влезе во нивниот ум и ќе им го смени ставот. Имаш некој девојче кој што било секогаш верувало во животот, верувало во љубовта, верувало и одеднаш ќе има едно разочарување, уште едно разочарување и се дозволува таа вода или тие искуства да влезат во неа и да го променат ставот. И девојче ќе рече, епа, разочарано сум љубов, нема иднина, нема машко за мене и тоа е тоа. И сега она дозволила искуството да влезе у бродот и го сменил ставот и она со тој став почнува да тоне. Да. Тина дури оваа ситуација, сега што ни се случува, не мораме да дозволиме да влезе умот и да ни го смени ставот. Зашто само така тонеме. Може да речеш, окей, ќе биде окей. Знам дека ќе биде подобро. Девојче може да рече, окей, имав 3 неуспешни врски, ама знам дека ќе биде четвртата како што треба. Тогаш не дозволува водата да влезе у бродот. Така. Тогаш се уште плови, тогаш се уште ги креве едрата, тогаш се уште е волна да го вози бродов наречен живот и авантура. И колку повеќе она тоа го прави, толку повеќе ќе се охрабри да живее како еден храбар морнар. Воспротивно, ќе влезе вода у бродот и она не ни гледа дека влегла вода у бродот. Не, влезена е вода у бродот, треба со кофа да извадиме надвор. Треба кофа да земи да вади вода во надвор, да го смени ставот. Треба да го фрли тој негативен став. Тоа е кофава која ќе земе да ја фрлиме водава, фактички го вадиме негативниот став и треба да зацврстиме, да си прифатиме позитивен став за живот. И да имаме храброст да ги пуштиме едрата. Да не се само плашиме. Така да успееме. Само така ќе успееме, Наде, затоа што животот е авантура, преубава. А вие сте морнарите, кои што сте на кормилото на животот и не се плашите да ги развеете едрата. Ќе биде убав животот со тој став. Да, и што и да ќе помине. Апсолутно. Излеземе од оваа ситуација победници. Жаре, со тебе секош поминува брзо времето и секош обожаваме да те слушаме. Знаеш дека ти веќе си дел од тимот на Mnet и мене ми е навистина многу драго. Во секоја емисија кажуваме нели дека оние гледачи може слободно да ни ги напишат темите кои што се заинтересирани да ги слушаат, како што ја одбравме и ова. Еве ги замолуваме и доколку имаат нели некоја желба, слободно нека ни напишат за следниот лайв. Така да ќе одбереме тема која што тие сакаат, и секако нели во наредните неколку лајва ти спомена нели за 3 типа на љубов. Можеме нели да вметнеме нешто и во врска со тоа. Љубомора, како да ги направиме да не се љубоморни дечковците или девојчињата. Многу интересна тема е таа.
Така, можеме, например, на следниот лайв да позборуваме нешто повеќе за тоа и еве или да ги повикаме, секако тие ќе бидат известени. Јас ти благодарам уште еднаш за одвоеното време, што си секогаш тука за нас. Фала. Па се слушаме нели повторно, а до оние гледачи ги поздравуваме така и да останат во добро расположение. Фала. Поздрав до сите гледачи. Браво, Наде, за убавите емисии. Браво за редакцијата ваша која што дава акцент на вакви емисии, поради тоа што мислам дека новинарите имаат многу голема одговорност во нашето општество да ја изголемат емоцијата и позитивното размислување, особено во вакви моменти. Така, ти благодарам и тебе многу. Па Фала. поздрав до нашиве гледачи и се гледаме повторно во уште една лайв дружба заедно се разбира со те. Фала. Поздрав. Чао. Чао, чао.